Најново издание на регионалните вести. Водата за пиење во градот Тетово е безбедна и може да се употребува, покажаа денес резултатите од анализите на Центарот за јавно здравје. Водата покрај физички и хемиски исправна и според микробиолошки параметри. По спроведените анализи на Центарот за јавно здравје во Тетово се утврдило дека водата во градот е безбедна за пиење. Водата покрај физички и хемиски исправна и според микробиолошките параметри. После поплавата узоркувани се од 7 мерни места мостри и од сите 7 мерни места резултатите покажаа дека водата е безбедна за пиење, односно микробиолошки, физичко-хемиски е исправна за пиење, со исти перформанси како и во петот пред поплавата. Секојдневно земаме анализи за од 5 анализите утре ќе добиете. Секојдневно ќе бидете информирани за безбедноста на водата за пиење. Стручните лица од неколку здравствени институции кои денес вршеа увид во состојбите во Тетовско апелираат во вакви услови граѓаните превентивно да делуваат по повеќе основи со цел да се спречи евентуалното нарушување на нивното здравје. Стручна екипа на Министерството за здравство, Институтот за јавно здравје и Центарот за јавно здравје Тетово, Државниот санитарен и здравствен инспекторат направија стручен епидемиолошки и санитарен хигиенски увид на поплавените подрачја во градот Тетово, при што посебно внимание обрнавме на голема и мала речица, селата во кој што е зафатено поголем дел од главните сообраќајници, како и инфективното оделение, детското оделение и Центарот за јавно здравје, односно нивните информации кои што ги имаме поврзано со појавата на заразни заболувања. Дали постои ризик здравствен постојбе поплави по направениот увид и на што треба да се внимава? Значи, она што констатиравме од направениот увид, прво дека хигиенско-епидемиолошката состојба ја констатираме како несигурна. Што тоа значи во пракса? Заразни заболувања секогаш се појавуваат и може да се појават сега заради лошото снабдување со вода, заради контаминацијата од фекално порекло на поголем дел од градот, а посебно на главните сообраќајници во голема и мала речица, и заради можноста за појава на цревни заразни заболувања поради лошото снабдување со вода и неможноста да се измијат прехранбените продукти, зарзаватот, зеленчукот, овоштието и исто така она што велиме личната и колективната хигиена да се одржува на добро ниво. Како треба да внимаваат граѓаните нападопатите заради ваквата состојба, што да изгледнуваат, како да се однесуваат? Значи, во превентивниот дел, она што и вчера го кажавме на медиумите, денеска доставивме по еден флаер на сите институции каде што бевме присутни, односно во приватните здравствени ординации, исто како на инфективното и детското оделение. Во флаерот детално се опишани сите постапки за зачувување на човековото здравје, а посебно обрнуваме внимание на делот кој што се вели често миење на раците, добро миење на овошјето и зарзаватот, исклучиво да се пие флаширана вода, никако да не се консумира вода од непроверени извори, од приватни водоснабдителни објекти или од некакви пумпи, водата да не се складира и да не се одржува на температура, на собна температура доколку не е во фриждер. Исто така, детално да се мијат производите од пазарот и од оние места каде што се продаваат. Меѓутоа, она што посебно обрнуваме внимание, денешниот увид во градинките, кој што го направивме, е пред почетокот на школската година во основните училишта и во градинките, да обрнеме внимание на она што се вели потенцијалната можност децата да бидат заразени заради лична и колективна нехигиена и консумирање на производи кои што не се термички обработени. Во секој случај, во моментов, дадени се напатствија на Центарот за јавно здравје да продолжи понатака, да ги спроведува превентивните и едукативни активности, да води сметка за квалитетот на водата, односно да прави чести контроли на водоснабдителните објекти и да внимава на пријавните картички за заразни заболувања поврзани со појава на цревни заразни заболувања. Зошто во овој тип на цревни заразни заболувања највеќе може да се манифестира во услови кога имаме неквалитетна вода за пиење, непроверена вода за пиење и вода која што не ги задоволува потребите на населението во квантитет и во квалитет. Сепак се работи за голем град со 200.000 жители, град кој што и tekako има потреба од големи количини на вода, а ние тоа не го видовме денешните активности. И она што посебно би кажал во делот на превенција, голем
број на градежни работници кои што денеска работеа на чистење на теренот, ги видовме дека не беа соодветно облечени и опремени со соодветна заштитна опрема, заради фактот дека во оној дел на улицата каде што има вода, кал, отпаден материјал, има и фекално загадување од загадени шахти кои што се избиени при големите поплави и исто така шталско фекално загадување на кое што мора да се води сметка заради фактот дека таа вода по улиците и таа кал е контаминирана. Нагласуваме дека треба да користат чизми, ракавици, веднаш после тоа како ќе завршат со работата, детално да се измијат и детално да се дезинфицираат. Интензивно се одвива расчистувањето на наносите од регионалниот пат Тетово Јажинце. Институциите исто така ги санираат последиците од поплавите во регионот. Вчера беше најдено телото на исчезнатиот 61 годишен Раиф Јусуфи, додека се уште се трага по 6-годишната Дрита од Шипковица. 4 дена безуспешно трае потрагата по 6-годишната Дрита Амети од Шипковица. Девојчето со кучиња трагачи се бара по дурнатините кои по невремето го затрупаа селото. Дрита е последното пријавено исчезнато лице по катастрофалните поплави во Тетовско. Синоќа во близина на наплатната рампа Тетово Гостивар беше пронајден 61 годишниот Јусуфи од селото Лисец. Тој за последен пат е забележан како ги напасува овците на планина. Се предпоставува дека неговото тело по планинскиот долу исфрлено од атарот на голема речица, во чија близина беше пронајден и неговиот 10 годишен внук, кој исто така настрада во поплавите. Тетовскиот регион е се уште парализиран од невремето. Голем број на машини работат на расчистување на магистралниот пат Тетово Јажинце, кој е блокиран од големите наноси од камења и земја кои ги донесе Поројска река. Патот, според Дирекцијата за заштита и спасување, ќе се исчисти наредниот ден, но ќе биде прооден, откако ќе се реконструира коритото на реката која поминува под патот. Од утринската координација дефинитивно, значи, во Порој за пробивање на патот се работи со полн капацитет, како може и да се види. Апсолутно ангажирани се максимално и машинериите од Македонија пат, каде што мислам дека е таа додатна вредност која ја добивме и за тоа сме многу задоволни. И сметаме дека полека пробивањето на патот веќе ќе биде реализирано, но исто така со задоволство можам да кажам дека вчера со нашето ЈКП се завршени работите и денеска Порој има и вода за домаќинствата, што за нас исто така е многу битно, имајќи го предвид фактот дека се работи за високи температури и интензивно работиме да ги санираме водоводните мрежи. И значи, до попладне ќе имаме и пресек во однос на санирање на дрвените мостови, каде што исто така интензивно се работи. Значи, за овој дел, мислам дека имаме апсолутно многу добра динамика. Во Шипковице се продолжува, значи, со работа за расчистување на теренот. Значи, за жал и после толку денови, за жал, значи, не е најдено телото што се бара и тоа поради мануалното работење дефинитивно интензитетот не може да биде како тука, но и теренот, конфигурацијата на теренот тоа не го дозволува, но со сите капацитети дефинитивно се работи и таму и состојбата со вода, значи санирањето на водоводот ќе оди за неколку дена, затоа што таму системот е паднат комплетно. Не е како во другите места каде што имаме например расипувања кои можеме брзо да ги санираме. Значи таму ќе треба комплетно да се менува водоводните цевки и така, но за која ние сме спремни и во соработка со министерствата, значи веќе им дадовме план и им дадовме предвидување и што ни треба за да можеме, значи, да го реализираме тоа. Во Голема речица е напреднат интензитетот, таму се надеваме дека брзо и ќе завршиме, додека и во водоводната мрежа таму треба 1000 метри цевки да се стават нови, значи тоа не е мала работа. Во Шипковица веќе цела Шипковица е под напојување на електрична енергија, а Мала речица има исто така многу работа, затоа што има големи наноси на камења на горните делови, кои денеска исто така ќе се сработат со интензитет.
Значи, да, нема струја затоа што треба да се целиот тој нанос на камења да се исчисти, па после тоа значи да може да се работи на напојувањето со електрична енергија. Во однос на доставувањето, дотурот на храна, лекови, потреби, такви работи, мислам дека благодарение на Црвениот крст, благодарение на хуманитарните организации, на нашите волонтери, тоа значи мислам дека тоа се одржувало на многу солидно ниво. Да. Во Тетово, значи, јас вчера посетив населбата Деребој. Таму, значи, има неколку поплавени куќи. Вчера попладне и денеска веќе испративме багер за расчистување на теренот и собирање на сметот, додека исто така на становите каде што имаат полни подруми, преку противпожарната бригада се обидуваме тука што побрзо да исчистиме и да дезинфицираме, затоа што стравуваме, значи, од високите температури. И денеска исто така испративме на работа багери и во делот на Банјиче и баравме Министерството за екологија да ги инспектира браните, значи горните брани на градот, затоа што од надојдените води има камења, тоа све треба да се исчисти, но да ни се укаже професионално што тоа треба да се направи таму. Се наоѓаме во село Порој, значи во овој пункт. Овде работа 34 камиони и 8 булдожери. Се работи да се пробие патот за Јажинце, меѓутоа за да се пробие патот за Јажинце треба да се чисти и коритото, значи водата да падне испод нивото на асфалтот од патот, па така што се надеваме дека вечерва или утре ќе може да функционира, значи, патот. Се надеваме. Ние сме веќе на терен трети ден. Тоа од вторник, од сабаља, негде од 9 саатот. Интензивно се работи. Ние имаме моментално на терен 2 машини и 6 камиони. Меѓутоа, еве и вие сами гледате дека има големи наноси и по некое мислење дека денес до утре до попладне може да биде расчистен патот до реката, а коритото има уште работа. 600.000 денари од општинскиот буџет на Гостивар ќе одат за помош на настраданите семејства во поплавите во Тетовско. Освен овие пари, советниците ќе го донираат и својот августовски надоместок. Помош за тетовци собира и Црвениот крст од Гостивар. Општина Гостивар ќе издвои 600.000 денари за помош на настраданите во поплавите во Тетово. Одлуката беше донесена денес на воредна седница на Општинскиот совет. Едногласно ја поддржаа советниците од сите партии. Јас лично како градоначалник го посетив регионот, и Шипковица, и Мала Речица, и Порој, и видов ужасни работи што може да направи природата, и Бог тоа не може да направи човекот, али за жално имаме и човечки жртви, а материјалната состојба ќе се ангажираме сите наши граѓани, нашите компании, па и Советот на општина гласеше за финансиската помош. Во своето обраќање пред Советот, координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМНЕ, Дафина Јовановска-Стојановска, ја поздрави иницијативата да се помогне на загрозените тетовци, но забележа што таква иницијатива немало и претходно за други случаи. И владата на Република Македонија, како и овој пат, несебично им помогна и на настраданите од поплавите во Источна Македонија, и на настраданите при акцијата во Куманово, како на материјално оштетените, така и на семејствата кои ги погребаа своите најблиски. Жалам само што општина Гостивар не покажа добра волја и ваква слога и тогаш, но никогаш не е доцна. Ќе завршам со една молба до Господ. Нека им даде покој на починатите, утеха на унесречените, сила да издржат во иднина, и нека им ја врати и ним и нам вербата во човечкиот род. На предлог од советникот од СДСМ Благој Четрпески и парите што советниците треба да ги добијат како надоместок за август ќе се пренаменат за оштетените семејства во Тетово. Знаете што се случи во соседниот град, значи голема трагедија, загубени животи, иако во говорот на колешката Дафина повеќе беше политика,
меѓутоа треба да се покажеме и докажеме со конкретни предлози и чекори за она што треба да се помогне на тетовчани и селата во околината на Тетовско. Значи, јас мој предлог е како советник да паушало што ние треба да го земеме како советници, да се даде за настраданите во Тетово и Тетовско. Од вчера акција за помош на настраданите во невремето во Тетовско спроведува и Општинската организација на Црвениот крст од Гостивар. Оттаму велат дека во моментот има потреба од вода за пиење, средства за хигиена и конзервирана храна. Намирниците може да се однесат во просториите на Црвениот крст или на пункт што се поставува во попладневните часови во центарот на градот. Акцијата ќе трае до 15 август. Одредување на приоритети за действување, обезбедување на првична помош на оштетените, дезинфекција, санација на водоводната мрежа, се само дел од заклучоците од состанокот на координативното тело за справување со проблемите по невремето во Тетово и Тетовско. Министерот за одбрана Зоран Јулевски, кој е член на координативното тело, во интервју за телевизија КИС појасни дека армијата е секогаш со народот и дека во овие кризни моменти таа е вклучена и со опрема и со војници да помогне во загрозените подрачја. Ние дискутиравме за повеќе отворени прашања. Прво, правевме проценка каде и е приоритетно да се користи механизацијата, во кои места треба да се појача бројот на камиони кои што работат, кој тип на багери ни се потребни со цел да се расчисти тој простор, веќе и самите граѓани знаат дека има огромни наноси. Ги координиравме приоритетите во действувањето, понатаму разговаравме и за потребите на граѓаните, во смисла што може како прва помош да се даде. Тука го вклучивме и Меѓународниот Црвен крст, односно Црвениот крст на Република Македонија, кој ќе представи на Меѓународниот Црвен крст. Разговаравме во кои делови е потребно да се поправи инфраструктурата. Она што е во овој момент најбитно, да се воспостави повторно водовод во некои места кај што немаат вода, да се расчистат патните правци со цел да можат граѓаните соодветно да комуницираат. Понатаму разговаравме за тоа како е снабдувањето со струја. Во текот на вчерашниот ден имаше некои делови на градот и на Шипковица нема струја, например. Да видиме како може да им помогнеме што побрзо да се воспостави целосна струја во овие места. Разговаравме исто така за начинот како биќе имаме информација дека има и угинати животни, со цел да спречиме појава на заразни болести. Тука се вклучени Министерството за здравство, меѓутоа и Министерството за земјоделие и шумарство. Имаат своји екипи тука на теренот и ќе извршат соодветна дезинфекција на места кај што најдени угинати животни. Се со цел да искочиме со максимално помали штети од оваа природна непогода. Целосното интервју со министерот за одбрана Зоран Јулевски ќе може да го проследите по завршувањето на регионалните вести. Причинетите штети од невремето граѓаните да ги пријавуваат во најблиската полициска станица или одделение, апелираат од СВР Тетово. Од тетовската полиција им порачуваат на граѓаните овие денови да се воздржат од користење на возила, доколку тоа не им е неопходно. Во рамките на активностите за конкретно, практично и ефикасно санирање на последиците од силното невреме, кое на почетокот на оваа недела го зафати по широкиот Тетовски регион, секторот за внатрешни работи Тетово ги известува граѓаните на кои невремето им причинило одредени штети на нивниот имот, куќи, помошни објекти, моторни возила, земјоделски насади, опрема и друго. Претрпените штети задолжително да ги пријават во најблиската полициска станица или одделение. Пријавувањето на штетите од граѓаните е неопходно, за да можат соодветно да се фотодокументираат истите, односно да се утврди фактичката состојба и подоцна на оштетените, да им се издаде валиден документ, односно потврда од СВР Тетово.
без да се пријават штетите и на лице место да се утврдат сите поединости поврзани со тоа. Граѓаните не ќе можат да обезбедат вакви потврди. Оттаму да повториме уште еднаш, граѓаните секоја штета од невремето да ја пријават во најблиската полициска станица или оделение, за да нема недоразбирање или евентуални пропусти и недостатоци подоцна, информираат од СВР Тетово. Од тетовската полиција им порачуваат на граѓаните овие денови да се воздржат од користење на возилата, доколку тоа не им е неопходно. Апел до граѓаните денес упати и од општина Тетово. Тетово и околните села во моментов се соочуваат со последиците од природна катастрофа која зад себе остави човечки жртви, урнати куќи, мртви животни, тешко оштетена инфраструктура и големи количини на отпад кои се вратени назад преку реките. Во овие тешки моменти кога граѓаните на оштетените региони имаат потреба за вашата помош и било која друга поддршка од ваша страна, минималниот придонес кој можете да го направите е да го намалите непотребното движење со возила и да не ги паркирате истите по улиците, бидејќи со тоа го чувате движењето на надлежните машинерии од страна на општината, приватните фирми и другите општини низ цела Македонија, кои доброволно се дојдени да им помогнат на граѓаните на Тетово во овие тешки мигови, се вели во соопштението од општина Тетово. Физички напад, сообраќајка со повредени и казна заради користење огномет на веселба се настаните кои полицијата ги бележи на подрачјето на Гостивар за изминатите 24 часа. 31 годишен жител на Долна Бањица ќе плати казна поради незаконско користење огномет на свадба. Освен тоа, од полицијата добил и писмено предупредување. Лицето го нарушило јавниот ред и мир со неовластено приредување огномет вчера вечер околу 22 часот и 30 минути. Пиротехничките средства што биле користени паднале во дворот на неговиот сосед. За среќа не повредиле никого и не предизвикале штета, но гостиварецот несовесноста ќе си ја плати од джеп. На подрачјето на Гостивар регистриран е и физички напад. Вчера попладне 28 годишниот ВН од Трново пријавил дека физички бил нападнат од 3 лица од Трново и едно од Гостивар на улицата Гоце Делчев во градот. Во нападот тие употребиле тупаници и бейсбол палка и му нанеле скршеница на левата рака. По укажаната помош повредениот бил пуштен на домашно лекување. Полицијата презема мерки за расветлување на поединостите и пронаоѓање на напаѓачите. Последната вест од црната хроника за Гостивар е сообраќајка со повредени. Се случила на крстосниците на улицата ЈНА и Трајко Јовановски вчера вечер околу 21 часот. Во неа учествувале две возила, Ауди со странски регистарски таблици и Опел Корса со гостиварска регистрација. Во несреќата биле повредени 20 годишниот возач на Корсата и 3 сопатнички на возраст од 36, 38 и 44 години. По укажаната помош во гостиварската болница биле пуштени на домашно лекување. Како првична причина за сообраќајката е наведено пребрзото возење. Презентација за можностите за користење на средства од ИПАРД програмата за сите заинтересирани земјоделци ќе се организира утре во село Челопек и во село Јегуновце. Повод за организирање на јавната презентација е веќе објавениот повик, а крајниот рок за аплицирање е 15 септември. Кои се можностите и условите за користење на средства од ИПАРД програмата за интересираните земјоделци од Тетовско ќе имаат можност да дознаат на јавна презентација. Една презентација е закажана за утре со почеток во 17 часот во основното училиште 7 март во село Челопек, а друга исто така за утре со почеток во 20 часот во општинската зграда во село Јегуновце. Присутните ќе бидат запознати со можностите за инвестирање во некој од следниве мерки. Мерка 101 – инвестиции во земјоделските стопанства со цел нивно преструктурирање и надградба за постигнување на стандардите на Европската Унија. Мерка 103 – инвестиции за преработка и маркетинг на земјоделските и рибините производи со нивно преструктурирање и надградба за постигнување на стандардите на Европската Унија. И мерка 302 – диверзификација и развој на руралните економски активности. Презентацијата ја организира секторот за управување со ИПАРД фондовите при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а по повод објавувањето на вториот јавен повик годинава за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД програмата. Инаку јавниот повик беше објавен на 1 август, а крајниот рок за аплицирање е 15 септември годинава.
Денес имавме сончево време со умерена локална облачност, предпладне, а попладне нестабилно со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура се движеше од 13 до 21 степен, а дневната од 30 до 36 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена локална облачност, а попладне со услови за краткотраен дожд и грмежи. Утринската температура ќе се движи од 12 до 20 степени, а дневната од 30 до 36 степени. Овде ги завршуваме денешните регионални вести. Благодарам за вниманието.